Јас само ќе го означам почетокот на јубилејната година. Бидејќи имаме толку многу направено за овој регион и за да оваа држава да можеме тоа да го презентираме во еден ден на еден настан. Основањето на студентското здружение Битолско се случи на 19 август 1934 година. 90. Но тоа не значи дека пред тоа немало и студенти. Моите истражувања откриваат дека наши млади сограѓани уште во 19 век студирале на разни европски универзитети. Проблеми, предизвици секогаш има и од секогаш имало и проблеми предизвици има најразличен карактер. Ние сме тука како студентско собрание, не јас самиот, туку се членовите на универзитетското студентско собрание кои што можеме да ги погледнеме тука низ публиката. Ние работиме на област на ангажирање со работа со цел решавање на тие проблеми и предизвици на најдобар можен начин, бидејќи ние сме на студентска заедница која ги слуша студентите и работи во нивна полза со цел за подобрување на нивниот стандард не само на нашиот универзитет, туку и на сите студенти во нашата држава. Колеги мои, упловци, мали упловци, во името на големи упловци, ангажирајте се повеќе, бидете активни повеќе. Алчно и храбро зграбете ја секоја можна прилика, покажете на општеството дека ние сме студенти, дека ние можеме, дека ние знаеме. Ние сме иднината на овој општество. Пријавувајте неправди, реагирајте на неправдата, обратете се кај мене, студентски правобранител, мојата функција е или се стапи на вашата страна. Доколку не реагираме на неправда, еднакво колку да се согласуваме со истата, доколку не реагираме на неправда, тоа значи дека трпиме, а не сме еднакви. Студентските права постојат и студентските права мора да бидат почитувани. Студентите се најмал процент од купното население, не само на државно ниво, туку и на светско, односно се 1%, а се најмоќен. Колеги, студенти, во нас е силата. Кој има задача да потенцира еден скоро заборавен феномен на тутунот, а тоа е можност да ги планирате парите, затоа што тие се земаат топ, готови, не денар по денар, наеднаш се акумулација и тој вишок на парите ни овозможува инвестиција. Во нашиот случај инвестицијата школувањето се развива.